Добро вечер, Аргумент Плюс, ново издание, почитувани гледачи. Вечерва разговарам со Джелал Незири, мој колега новинар, аналитичар, ние сме веќе и по вокација аналитичари сами по себе. Добро вечер. Добро вечер. Имаме некои 20-25 минути за разговор, затоа ќе одам прецизно со прашањата за да можеме да ги исцрпиме. Ја газиме првата недела од официјалната кампања. Некако на почеток добив впечаток дека за локални избори доминираат теми од централната власт, се чепка и по тие меѓуетнички национални чувства, очекувано, тоа е кај нас вообичаен предизборен декор. Но прво да почнеме со нарацијата, интересни зборови се кажуваат, една оценка на кампањата, еве што ни предстои. Запишав: Загари, Франкенштајн, Врапче, Орел, албанофоби. Ова се нели зборови, именки од дел од некој контекст. Каква кампања сведочиме? Мислам дека е тотално абсурдна кампања, која нели ние очекувавме, мислам ние како граѓани, како медиуми очекувавме да бидат третирани теми кои што ги засегаат најдиректно граѓаните. Тоа се локални теми. За одредени општини други се темите, за други општини трети се темите. Значи не се исти проблемите во секоја од општините и затоа не може да речеме со таква реторика и таков наратив да ги абсолвирате овие локални теми. И затоа мислам дека абсурдни се овие први денови, барем или прва недела од изборната кампања. Ние имаме локални избори, ама се третираат не само национални, туку и глобални теми. Ние имавме случај каде што нели странски дипломати или бивши функционери праќа пораки, што за мене малку и тоа е чудно, што фактички од локални стануваат глокални избори, што е чудно. Но од перспектива на граѓаните, на граѓанскиот интерес, мислам дека тоа барем овој почеток е лош. Ние се соочуваме со големи проблеми кои што се најдиректно ги засегаат граѓаните. Водоснабдување, отсуство на канализација, да речеме. Се елементарни стандарди за живот, елементарни изборуваме. Тоа се основни услови за живот, кои што нели треба да ги пружи локалната власт. Ние немаме, да речеме, во урбаните општини уреден урбан транспорт. Немаме паркинг места за возилата кои што ги имаме во државата. Општините не функционираат во целосен хаос, а ние пред тоа замижуваме и ајде нешто да зборуваме за големи теми или да лепиме етикети на противниците. Тоа е парадокс кој што не знам дали можеби нивните изборни стратегисти им го кажуваат дека така можеби се мобилизираат гласачите подобро. Дали можеби анкетите им покажуваат дека најприоритетни теми за граѓаните се тие теми, значи резолуција црвени линии со Бугарија. Ова е цела наука, односот на кандидатите, тоа е наука маркетиншки према гласачите. Незири, долги години сме новинари и двајцата. Постојано, пред секој изборен циклус, ние, а во просек сум пресметал, имаме на година и пол изборен циклус. Постојано како новинари, верувам и вие колегите од албанскиот кампус и ние, говориме дека националните теми и меѓуетничките не смеа да бидат лепак за собирање на политички гласови и поентирање, бидејќи на крајот тоа ќе се прекрши врз грбот на човекот и обичниот човек и неговото секојдневие. Како не успеавме да го созрееме нашиот демос, нашите гласачи. Како новинари постојано пишуваме дека стандардот треба да биде дека сакаме здрав живот, дека сакаме здраво здравство, здраво образование, критериуми високи, достоинствени за еден нормален, стандардизиран живот. И ние повторно сега говориме за граѓани кои ќе се лепат кога ќе се каже ова е албанофоб, ова е националист, ова е патриот. Како не успеавме да го созреме или можеби со тек на време она што беше, како да го кажам, интелектуално работоспособно наталитетно население, наречам некој со здрав разум, неповратно ја напушти земјава и останавме сега да се бориме со корпус на партиска војска и пензионери. Јас мислам дека не успеавме да ги убедиме, барем тие што се уште се активни
како активисти кај политичките партии заради преголемата моќ која што имаат политичките партии. Кога велите моќ, што е моќ? Имаат, во која смисла имаат моќ, имаат клиентелизам, ги држат гласачите, имаат средства да воспостават клиентелистичка врска со нивните гласачи. Потоа нивната идеологија исто така игра важна улога. Така што ние пристапуваме од како актер во тој јавен простор кој што се води од логиката, се води од рациото. Но тие не играат на тие чувства. Значи, тие претежно потикнуваат чувство на страф, чувство на омраза од другиот за да ги мобилизираат луѓето. И тоа најлесно им успела. Имаат средства за јавно информирање, имаат пристап до социјалните мрежи кои што сега се користат како алатка за пропаганда. И така се представуваат себе си или имаат ја извршуваат таа моќ која фактички ја имаат. И во еден ваков политички систем, би рекол, каде што партиите се главни актери, а не институциите или регулаторите, па и медиумите, мислам дека очекувано е тие да бидат главните фактори кои наметнуваат теми, кои наметнуваат агенди во таа јавна агенда, во која што ќе им речат на гласачите не е важна канализацијата, не се важни тротоарите, не е важен урбаниот транспорт, важна е резолуцијата за Бугарија, важна е владата да биде таква каква што е, важна е опозицијата да има легитимитет да ги представува албанците, македонците и така натаму. Значи овие теми ги наметнуваат од тоа што имаат моќ. Имаат моќ тоа да го направат, а за жал медиумите или по нивна вина, или по, не знам, или заради тој клиентелистички однос што веќе е пракса кај нашето општество, од тоа што не може да ти верува тебе кога нема ништо да добие од тебе. Значи нема да профитира ништо од тебе, така што може да те слуша, може да ти каже имаш право, но на крај кога ќе дојде времето за гласање, се гласа како што треба да гласа. Одлуката е мотивирана од други причини. Но јас верувам дека сликата не е толку црна, од причина што ако ги гледаме последните анкети, ние имаме графикон каде што ги имаме рейтинзите на секоја од политичките партии, но имаме еден дел каде што не знам или не сакам да гласам, тој дел ги надминува сите политички партии, над сите политички партии. Тоа е силен сигнал за расположението, точно и за свесноста дека имаме еден корпус поголем од оној политичкиот што размислува дека ниту една партија не го заслужува гласот или не знам дали воопшто ќе гласам, што сепак е сигнал дека можеби се надеваме се уште постои некое здраво ткиво што поинаку ги перцепира политичките пораки. Ќе биде важна излезноста во овој круг. Ние, според изборен законник, често велиме новинарите, локалните немаат цензус, но сепак имаат 30% треба од гласачите запишани да излезат. Може ни избор на градоначалник, имавме околу 20 и кусур градоначалници избрани на претходните локални во прв круг, доколку мнозинството 50+1 добие гласови еден кандидат. Но колку ќе биде важна излезноста, зашто го прашувам? Избран градоначалник со математика од 30% излезност и 45-50%, едното и другото е легалистичко, така? Е легално, но легалистички. Прашувам дека поинакво би било расположението. Што покажуваат информациите за околу излезноста, бидејќи ова како прашање веќе се отвара како тема за анализа? Па ова се поврзува со претходното што го кажа. Значи многу, барем последните анкети тоа го покажуваат, многу од граѓаните не се задоволни од начинот на кој што актуелните политички партии ги артикулираат нивните интереси. Било тоа на централно ниво, било на локално ниво. Еве, на централно ниво имаме многу висока инфлација, немаме раст на платите што ќе ја следи таа инфлација, имаме многу нераščистени инциденти, трагедии кои што ја засенуваат работата и на актуелната власт, но и на претходните. Судството нереформирана, администрација пренатрупано. Значи имаме многу проблеми кои што
нели ги прават гласачите да бидат незадоволни и од актуелните политички партии. И тоа незадоволство мислам дека може да се рефлектира како бойкот некој вид на локалните избори, кој што може да придонесе да не се постигне тој цензус од 30 и 33% излезност, со тоа што ќе се отвори проблем за функционалноста на тие општини, ако тоа се случи. Значи, ние имаме и така нефункционални општини, но и ако се додаде и отсутството на органи кои што ќе водат таа општина или одредена општина, тогаш ќе имаме уште поголем проблем во однос на сервисирање на потребите на граѓаниот, што локалната власт е најблиска до граѓаниот, е во најблизок контакт со граѓаниот. Значи, прва власт до која граѓаниот има контакт за било каква потреба, базична, животна, тоа е локалната власт. Тоа мислам дека може да ја отежни уште повеќе ситуацијата кога зборуваме за функционирањето на општините. Проблем повеќе е што, реков, освен Скопје, кој што нели има друг статус во таа реорганизација и во тие скала на локална децентрализација, другите општини, останатите општини купуваат за средства, купуваат за да ги екзекутираат овластувањата што ги има, да ги извршуваат тие овластувања со цел да бидат таа власт што е стави се целосно трансферите од централната власт, нели? Токму така. Значи, треба сите политички партии да размислуваат за нови закони кои ќе го регулираат ова, почнувајќи од бројот на општините. Дали е потребен толков број на општини? Дали тие општини што се во моментот нефункционални, дали треба да се припојат кон други општини, дали треба да се намали бројот на администрацијата, дали може треба да се потикне некој вид на регионализација на општините. Не знам, за тоа не сум експерт, но мора да се направи нешто за да општините бидат функционални. И мислам дека и тука е изворот на проблемот, би рекол, или од тука извира таа тенденција на политичките партии да не ги третираат многу проблемите кои што се локални, зашто или има кандидати што кандидираат за прв, втор, четвртно и пет мандат, или пак има партија која што ја има локалната власт и сака повторно да има и не сака да ги отвори тие теми од причина што веќе истите ветувања се повторуваат на сите локални изборни циклуси. Начинот на функционалност на општините е многу интересна тема од повеќе аспекти. Најчесто се слуша реториката треба повеќе пари од централната власт, но не многу често слушаме дека и самите локални татковци треба прво да си направат прецизни проекции за наплата на данок на имот. Ја познавам супер развиена општина која годишно, каде што има индустријска зона, а вели проектира 50.000 евра наплата на данок на имот, што е надвор од сите логики. Сакам да кажам дека автономијата што ја барат оди и со одговорноста во менаџирање на општинските пари, односно тоа се парите на граѓаните на локално ниво. Да, се согласувам, но и тука имаме клиентелистичка база која што ги воспоставува ваквите односи. Речеме, локалните власти не притискаат кон граѓаните за да ги наплаќа таксите, комуналните такси, да ги наплаќа даноците, кои што може да ги наплати, да воведе нов данок ако е потребно, значи зависи од карактеристиките на општините, заради тие популистички цели и потоа граѓанинот не плаќа данок, а фактички општината потоа бара глас за нереализирани проекти. Добро, ама ако граѓанинот не плаќа данок, тогаш и ние треба да влијаеме, зборувам, малку да се одважиме, одлепиме од политиката и да се каже дека ако не плаќате данок, тогаш не може да очекувате асфалтирана улица и да очекувате парк или, не знам, квалитетна инфраструктура, така. Но сепак тој еден круг во кој што влеговме сите овие 3 децении, граѓанинот нема доверба дека неговите пари на транспарентен начин, на вистински начин ќе се искористат наменски. Комплексна е темата. Чаир
ќе биде ли мегданот каде што ќе ги пресметаат силите Дуи и коалицијата, нели, Дуи и коалицијата Вреди. Ја веќе испомнам тука се, нели, Струга, Тетово исто така, но зошто како новинари го изолиравме Чаир поради атрактивноста на двајцата ликови што ќе се соочат таму, или навистина Чаир ќе биде компасот што по изборите кога зборуваме за албанските партии? Мислам дека тоа, значи Чаир ќе одредува, ќе детерминира, ќе ги детерминира тие политички динамики после изборите. Зошто е така? Чаир прво не е општина, туку е подопштина во рамки на градот Скопје, што немала некоја важност во минатото, но зошто сега е арена на тие политички битки помеѓу коалициите кај албанскиот блок е заради фактот што имаме двајца луѓе кои што претендираат да бидат лидери во нивните партии или во нивните коалиции. Тоа се Изет Меджити кој е од Вреди, од Влен, и го имаме Бујар Османи кој е од НАЕ или од значи коалиција водена од Дуи. И една од нивните, значи една кариера таму ќе заврши, дали е тоа на господинот Меджити и на Османи, а завршувањето на една таа кариера ќе зависи, потоа ќе има последици врз целата коалиција или политичка партија која што стои зад него. Бујар Османи е замислен како наследник на Ахмети на лидерската позиција, дека од друга страна Изет Меджити се смета за еден лидер на коалицијата Блен. Пошто нели една коалиција со 4 лидери која од почетокот настојуваше и сакаше да стане една политичка партија, не може да функционира. Таму беше и прашање на Ега, на Суети, така тројца лидери, тројца познати. Не е функционално, што нели одлуките се носат на поспор начин, потоа извршувањето на тие одлуки или договори што се постигнуваат во име на Блен не е така како што би требало да биде. Заради немање на таа јасна хиерархија, таа коалиција и не може да функционира како што треба, па и не може и да опстои на долг рок. Исто така политички веројатно они си предвидуваат како ќе се конципираат во некои дни, но сепак заеднички настапи имаат. Има, да. Тие се делово од дејачка гарнитура, кај нив се механизмите во однос на локалните избори, така? После изборите јас мислам дека ако еден од кандидатите ги изгуби, тоа ќе биде крај на таа коалиција. Ако Османи изгуби, тоа ќе биде крај на НАЕ. Но од другата страна, ако Меджити изгуби, тоа ќе биде крај за неговата кариера, но и Влен ќе нема фигура која ќе ги обединува во рамки на коалицијата, што Изет Меджити таа улога играше. И заради тоа се важни изборите во Чаир. Тоа соочување на двете коалиции. И тоа соочување во Чаир мислам дека ги заострува реториките, ги заострува, ги поттикнува страстите кај двата табора и една ваква трка, би рекол, може да биде проследена и со инциденти, ако се гледа речникот кој се употребува од отворањето на кампањата, од изборните собири кои што беа одржани во салата Борис Трајковски, значи многу е оштра реториката кај албанскиот. И тенденцијата за поларизација е многу голема. Е голема заради тоа, реков, значи се станува збор за судбината на и политичките партии кои што ги водат и нивните лидери. Да, и нивните лидери, да. На крајот од разговорот веројатно не грешам кога велам дека исходот од Чаир ќе влијае врз тоа што ќе се случува постизборно. Веќе не говориме како ќе поминат изборите, јас се надевам дека ќе нема инциденти, сите посакуваме да нема, но каква ќе биде судбината на актуелната владеачка гарнитура од сценарија ВМРО, ДПМН и ДУИ, ако премиерот децидно вели никогаш, до сценарија како беше за консензуална влада, која ќе треба да стави подпис на клучни државнички прашања, меѓу кои она за името. Ке ги газиме изборите, ке анализираме, имаме 3 недели нели кампања пред нас. Ја ви благодарам за овие 20 и кусур минути разговор, па тука сме, ќе се видиме секако пак. Благодарам за поканата. Благодарам што дојдовте.
Почитувани, овде заврши овој краток разговор, една кратка политичка анализа во однос на третиот ден од изборната кампања и што потоа. Од мене пријатно